Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Редовна посета на Кочанската локална самоуправа реализираше министерот без ресор Неждет Мустафа. При тоа се запозна со реализацијата на проектите што беа започнати со декадата и стратегијата за ромите во општината. Повеќе пати досега министерот без ресор Неждет Мустафа реализирал работни посети на Кочанската локална самоуправа за да направи преглед на реализираните проекти што беа започнати со декадата на ромите. Во ваква посета беше повторно, при што заедно со градоначалникот Димитровски и представници на ромските здруженија се разговараше за досегашните активности, посебно во делот на образованието и социјалната заштита на ромската популација. Според министерот Мустафа, забележителен бил напредокот во подобрувањето на условите за живот на овие наши сограѓани, а таквиот тренд ќе продолжи во наредниот период. За мене е уште поголема радост што успеавме декадата и стратегијата на ромите од хартија да ја претвориме во дело. И тука не застанавме. Делиме стипендии за сите средношколци на ромите во Република Македонија. На сите ромски деца. Е со бесплатен дневен престој во сите градинки во Република Македонија. Ромите еден ден ќе бидат во права смисла на зборот еднакви граѓани меѓу еднаквите. Ќе живеат со еднакви услови, со квалитетен, стандарден економски живот. Министерот Мустафа рече дека се уште има проблеми за ромската заедница што треба да се решаваат, но постепено решенијата ќе се изнаоѓаат. Во рамки на работната посета заедно со градоначалникот Димитровски го посетија клонот 4 на детската градинка Павлина Ваљанова, во кој се опфатени и деца роми, како и Дуди Ханум џамијата во Кочани. Исто така беше направен увид во реализираното асфалтирање на улицата Стамен Манов, а министерот беше информиран и за најавениот почеток за изградба на мултинаменското спортско игралиште во местноста Колерски гробишта. И средношколците роми од Кочани може да аплицираат на огласот за стипендија, кој е дел од програмата што ја спроведува Министерството за образование. Партнер во активноста е Управата за поддршка на правата на малцинствата, а пријавувањето на заинтересираните е до 17 октомври. Министерството за образование и наука годинава ќе додели 670 стипендии за учениците од ромска етничка припадност, кои се школуваат во некој од средните училишта во државата. Стипендиите се подредени во 5 категории, при што нивниот износ е од 600 до 2200 денари за 9 месеци. Резултатите од минатата учебна година покажале дека од 582 ученици кои добиле стипендија, дури 99% успешно ја завршиле учебната година. Од Министерството велат дека само 3 ученици се откажале од воспитно-образовниот систем, што е одличен резултат, поради што ваквиот начин на финансиска поддршка ќе продолжи и во иднина. Според државниот секретар во Министерството за образование и наука Елизабета Тодоровска, поголем број средношколци роми по добивањето на стипендијата го продолжиле образованието на факултет. Стипендирањето на ученици роми е започнало уште во 2009 година со помош на Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, од Унгарија, и трае се уште. Веќе од оваа година станува трајно решение, бидејќи Министерството за образование го измени Законот за ученички стандард и предвиде редовно објавување на ваков конкурс и доделување на стипендии. Така да можам да кажам дека се гордееме со една од бројка од повеќе од 4000 стипендисти и одлив на ученици роми од средното образование веќе смален на околу 9%. А скоро 40% од нив продолжуваат на факултет, така да сметам дека е навистина успешен проект. Според податоците од Министерството, минатата година 3-годишно средно образование завршиле 35 ученици роми, а 4-годишно 121 средношколец. Од нив 41 матурант или 34% се запишале на факултет. Истовремено, од Министерството доаѓа и подсетувањето дека паралелно со огласот за пријавување за стипендии е отворен и конкурсот за 130 ментори од средните училишта да им понудат помош на учениците основци како дополнителна поддршка за да го подобрат успехот. Одговорните на АД Водостопанство подружница Брегалница Кочани на средби со земјоделците од Кочанско. Заеднички се крои планот за наводнување за сезоната 2017 година. Оризопроизводителите и понатаму незадоволни од ниските цени и откупот на арпата и белиот ориз. Во текот на оваа и претходната недела, одговорните во АД Водостопанство подружница Брегалница Кочани одржуваат средби со земјоделците од Кочанскиот регион.
Целта на средбите е да се направи заеднички план за наводнување и одржување за наредната сезона 2017, како и да се слушнат нивните проблеми со кои се соочуваат. Да бидеме поблиску до самите водокорисници, за да разговараме со нив и да знаеме што да преземеме, кои полиња каде може да прошириме, кои да ги оставиме или доколку е потребно да ги намалиме. Пративме веќе писмен допис до сите местни заедници да се изјаснат во однос на планот за наводнување, а воедно, значи, ние сме излезени на терен да ги провериме сите канали, каналети, вади, докаде во каква состојба се, на кој оваа година ќе обратиме внимание. Излезени сме со самите водокорисници, како што спомнавме, и тие ни даваат сугестии на некои делови кои што ги имаме заборавено или кои што се потребни за годинава за да подобро циркулира водата. И мислам дека ќе го завршиме тоа до нова година секако што треба. Каналите за наводнување се стари повеќе од 40 години, но сепак од предпријатието велат дека прават напори на нивно одржување, а паралелно трудот се насочува и кон привлекување на странски инвестиции да може да се реконструираат дел од тие канали. Во моментов, додава Гоцев, се работи на каналот ГК-18 во Штип. Станува збор за проект на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а изведувач на работите е турска фирма. Истиот треба да биде завршен до наредната сезона. Оризопроизводителите пак незадоволни од ниските цени и откупот на арпата и белиот ориз. Од водоснабдувањето сме задоволни, али не сме задоволни од откупот на цена. Мислам, на оризовата арпа. Цената е утепувачка за земјоделието. Апел, ако може да се каже апел, до државните институции да поверат време е самата држава да седнат со превратувачи, откупувачи на маса да дефинираат цена која ќе биде задоволувачка. Како информација да ви дадам, бевме ние присутни во Министерството за земјоделие, ке министерот, значи негово објаснување, под ние на процена дека 14 дена го кошта еден производител кило арп како трошок. А ние го дадеме по 10, 11, 12. Ја не знам дека ќе ни е крајот како земјоделци и ако не преземе државата нешто за удело со откупу и со цената на оризовата арпа, па и на белиот ориз, која треба да се движи максимум бар 22 денара за да обстане земјоделецот. Ако не биде тоа така, не знам дали ќе се доведеме во ситуација со водостопанство и да почнеме да склучуваме договори. Ути не може да ги existираме. Гоцев додава дека од средбите со земјоделците и оризопроизводителите може да се заклучи дека тие се до тој степен разочарани од ниските цени на арпата и белиот ориз, што се откажуваат и можно е повеќе да не сеат ориз, со што дополнително ќе се одрази и на водостопанството, а полињата ќе бидат запустени. Локалната самоуправа на Кочани ќе го спроведе буџетскиот форум со граѓаните на кој ќе се разгледуваат предлозите за ставки што би влегле за буџетот на општината за 2017 година. Финансиската поддршка за процесот ја обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка, а форумот се најавува за 6 октомври. Општина Кочани започнува со спроведување на буџетски форум во рамките на програмата Форуми во заедницата, што овозможува директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво, транспарентно и отчетно работење на општинската администрација и зголемување на довербата во локалната самоуправа. Првата форумска сесија од буџетскиот форум ќе се одржи в четврток на 6 октомври во ресторанот Аледар со почеток во 18 часот. Целта на буџетскиот форум е граѓаните да добијат целосен увид во приходите и расходите на општината и со своји предлози да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет за 2017 година во рамки на стратешкиот развоен план и приоритетите за развој на општината за наредната година. Општина Кочани со одлуката за спроведување на буџетски форум сака да покаже високо ниво на транспарентност пред своите граѓани, сметајќи дека тоа е одлична можност да се изготви буџет во согласност со потребите и приоритетите на граѓаните. Буџетскиот форум ќе се одржи 5 форумски сесии, на кои општинската администрација заедно со заинтересираните граѓани ќе презентираат, дискутираат и ќе одлучуваат за распределбата на средствата од буџетот. На 6-та последователна сесија пак, општината ќе поднесе отчет за реализираните програми и проекти, односно за извршувањето на буџетот во согласност со донесените форумски одлуки.
Од локалната самоуправа на општина Кочани ги покануваат сите граѓани да земат масовно учество во форумскиот процес и со своји дискусии да придонесат за изготвување на општинскиот буџет, кој на тој начин ќе биде во согласност со нивните приоритетни потреби. Инаку, спроведувањето на форумскиот буџетски процес го финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Над 30 бармени од цела Македонија подготвуваа коктели како дел од 8-то државно првенство на бармени, чиј домаќин годинава беше хотелот Александар Парк во Виница. Најдобрите тројца добиваат парични награди. Целта на надпреварот е да се изберат најдобрите бармени, што ќе ја представуваат државата во странство. Во хотелот Александар Парк во Виница се одржа 8-то државно првенство на бармени на Македонија. Учествуваа 32 бармени од целата земја, од кои најдобрите 12 отидоа во финале. Се надпреваруваа во две категории – класична подготовка на коктели и флиртендинг. Првата категорија подразбира представување на надпреварувачите со своји авторски коктели, чија техника на приготвување, изглед, вкус и арома ги оценува стручна комисија составена од тројцата најдобри бармени во Хрватска. Во втората категорија учесниците исто така се представуваат со свој авторски коктел, кој го приготвуваат со акробациски движења и елементи на жонглирање со барската опрема. Игор Бармен Куп е во организација на компанијата Барел 1862, Арес Скопје, и веќе се одржува 8 година, за прв пат сме овде во Виница. Целта е да се направи поуспешни бармени да имаме, што ќе представуваат нашата држава во странство. Годинава најдобрите тројца добиваат парична награда со цел повеќе да вложат во својата работа. Барменството е се попопуларно кај нас, велат организаторите. Добиваат првите тројца во двете категории. Првата награда е 500, втората е 300, третата е 200 евра. Имаме ростер на многу добри бармени кои што се во и надвор од Македонија. Голем дел од нив работат и по бродовите низ светот и се доста успешни тамо. Имаме и школа за бармени, имаме и нивни представници овде. Како професија е стварно добро платена и е се повеќе и повеќе популарна. Како што е популарно денеска да си диџеј, популарно е и да бидеш бармен. Покрај дружењето и познанствата, тие се стакнуваат и со знаење на семинарите кои ги водат едни од најеминентните имиња во професијата. За представниците ова представува одлична можност да се запознаат со нови техники, комбинации и декорации, а во исто време да ги пренесат своите знаења. Се уредува црквата Свети Атанаси во Оризари. Започна целосната обнова на подпорните ѕидови околу храмот. А од западната страна, од кај Оризарска река, со очистењето на просторот од грмушки и дрвја, ќе биде направен влез до самата црква. Во една од најстарите цркви во Кочанскиот крај, црквата Свети Атанаси во Оризари, продолжува надворешното уредување и фреско сликањето на внатрешниот дел. Црковниот одбор во првата фаза од обновата на црквата целосно ја смени фасадата, го поплочи дворот и започна со фреско сликањето на страничниот дел од внатрешноста на истата. Во тек е реализација на втората фаза од уредувањето, каде што е планирана обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на просторот. Надворешните ѕидови ги обновуваме со камења. Значи работите се одвиваат многу добро, како што може да забележат вашите камери. Иницијативата сега за сега мислам дека успева. Нашите сограѓани, верници, значи помагатели како нашинци во странство донираат средства, меѓутоа уште се неопходни. Значи веќе напредуваат работите, како што кажав, ѕидовите се оформуваат, не престојат уште малку активности, за тие ќе ни бидат потребни средства и очекуваме уште да упатуваме истовремено апел до нашите соселани, верници, да продолжиме со таа акција и да завршиме целокупниот планиран проект. Иванов додава дека продолжува и фреско сликањето на внатрешниот дел на црквата до нејзино целосно завршување, зашто има голем интерес за донирање на икони од иселеници од Оризари, кои живеат или се на работа во странство. Следна активност како дел од втората фаза од проектот е хортикултурно уредување на дворот на храмот, како и изградба на влезна капија од западната страна и поплочување на внатрешноста на црквата.
Инаку, црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистерот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Домот на културата Тоша Арсов и официјално ја има првата сатирична библиотека, чиј фонд од дела беше збогатен со ново печатено издание на афоризми, насловено Македонска афористична ризница. Умешноста и мудроста од една страна, ѓаволштината и блудноста од друга страна. Така накратко би ја дефинирале улогата на жената во театарската представа «Жена ни е светица» на Народното читалиште од Трајавна, кој по четврти пат беа дел од програмата на фестивалот Инвиница Веритас. Мисля, Четврта година сме поканети на фестивалот Инвиница Веритас. Текстот е на Миро Гавран, режисер е Никола Узунов. Накратко, двајца мажи се женети за иста жена, која работи како кондукторка. Во Лјубљана живее со еден, во Сплит е со друг. Представата завршува со многу весел крај. За први пат играхме на 4. Представата за прв пат е играна на 4 декември. Со неја учествувавме и на првиот Балкански камерен фестивал, каде освоивме 5 награди. Тоа ни даде за право да настапиме самостојно на професионалната сцена во Софија. Нашето учество на овој фестивал е веќе традиција од 4 години. Тука сме за публиката, а таа е тука за да заборави на секојдневните проблеми. Да забрави за проблемите. На фестивалскиот репертоар вечерва е представата «Нешто пропуштаме» на Скопскиот театар Комедија, а утре гостува театарот од Куманово со представата «Идиоти». Со силни аплаузи и многу смеа беа дочекани и испратени актерите од театарот во Трајавна, кои настапија со представата «Жена ни е светица». Истата беше дел од програмата на фестивалот Инвиница Веритас. Со свое сатирично ќоше е новата сатирична библиотека која ќе работи во состав на Домот на културата Тошо Арсов, а од сега е збогатена со уште едно ново, трето поред печатено издание на оваа културна институција. Врвните афористичари од Македонија, Софе Штериоски, Иван Карадак, Љупчо Силјановски, Васил Толевски, Ванчо Поплазаревски, Витомир Долински и Миле Ѓоргиевски се креаторите на Македонската афористична ризница, чиј издавач е Домот на културата Тошо Арсов. Ние денеска нешто начелно разговараме, а веќе тоа е и официјално објавено по голем број српски и балкански портали, дека токму денес ќе официализираме отворањето на првата библиотека, сатирична библиотека, која ќе се вика така начинно се договориме сатирична ќоше, во која наши македонски, но и балкански афористичари, сатиричари ќе домираат своји книги и планираме да направиме една од побогатите библиотеки за ова намена. Јајцата се толку скапи затоа што на некој секој ден им ја велите. Голиот патриот и во знамето гледам материјал за гачи. А Софе нешто и на тема еротика, па вели, се разочарав од животот, дајте ми секс бомба да се самоубијам. Да членуваш во политичка партија е исто како да си во вонборчна врска. Во ваквите врски некои од партнерите добиваат разни нешта, а други само дупини. Новата книга, која што доаѓа како продолжение на претходните две, беше промовирана во рамките на 5-дневната програма на фестивалот Инвиница Веритас, а како составен дел на Македонската сатирична ризница, ќе биде достапна на секој љубител на сатирата. Следува спортската информација. Младите фудбалери на Фудбал Старс во 6-то коло од првенството во детската и регионалната лига
има успешен настап во скоро сите категории. Помладите пионери и понатаму се без конкуренција и како и минатата година и ова се наоѓаат на врвот на табелата. Најмладите членови на екипата на фудбал Старс и понатаму не знаат за пораз во настапите против своите врсници во регионалната лига за помлади пионери Североисточен регион. На надпреварот што во рамки на 6-тото коло како гости го одиграа во Куманово на теренот на екипата на Гоблен, тие не му оставија можност на противникот да им ја загрози победата. Фудбалерите од генерацијата родена 2001 година победија со резултат 3:0, со што и понатаму се сигурни претенденти за освојување на овогодишното првенство. Нивните постари колеги родени 2000 година против истоимената противничка екипа од Куманово беа немокни и претрпеа пораз од 2:0. Екипите на фудбал Старс пак, што се надпреваруваат во детската лига, во третото коло забележаа убедливи победи против екипите на Младост Тошев од населбата Оризари. Генерацијата родена 2004 година победи со 6:3, а генерацијата од 2006 исто така беше подобра од домакините и ги порази оризарци со 5:3. Победа обезбедија и најмалите фудбалерчиња на фудбал Старс, родени 2007 и 2008 година, при што постигнаа убедлив резултат од 4:0. Нешто послаба игра прикажа сениорската екипа на фудбал Старс во Општинската фудбалска лига Кочани. Во второто коло таа претрпе пораз од 2:1 од Брегалница сениори, додека генерацијата 2003 во ова коло беше слободна. Толку во овие вести информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.